Почитувани гледачи, добар ден, добар дојдовте на програмата на К3 телевизија во обичаен термин за емисијата Нов ден утринска програма. Неделата ја започнуваме со представници од тенискиот и пливачкиот клуб Тумба од Куманово, кој неколку години успешно работи на ова поле. За таа цел во нашето студио денес имаме тројца представници, председател и основачот Далибор Димковски, добро дојде, Никола Трајановски, пливачки шампион на Куманово, ако може така да го кажам, и познатиот спортски работник Зоран Ивановски. Еве, во моите раце една од многуте медали на Никола Трајановски во пливање, меѓутоа ние, господине Димковски, ќе започнеме со тенисот. Како и на кој начин дојдовте на идеја вие да го формирате клубот? Пред се би сакал да се заблагодарам на вашата телевизија што не покани да бидеме ваши гости денеска и да запознаеме кумановската јавност со работата на нашите два клуба, пливачкиот и тенискиот клуб Тумба. Кога е формиран тенискиот клуб? Тенискиот клуб Тумба го формиравме 2013 година. Така, една група ентузијасти, влюбеници во тенисот. Се договоривме така, почнавме, немавме многу услови, имаше само ловачки доле терен што работеше, и кај нас во училишната сала во гимназија направивме еден импровизиран терен на паркет и така почнавме. Љубовта кон тенисот не доведе до тоа да формираме и клуб. Како беше во почетокот? Во почетокот имавме помалку дечиња, работевме многу така ентузијастички, секој ден имавме тренизи и тоа допринесе со после 3-4 години да се јават и првите успеси во тенисот. Кога стигнаа тие дечиња што почнаа до зелен тенис, веќе имавме и освоен турнир на Република Македонија, мислам од организација на календар на Македонска тениска федерација. Така, на државно ниво. На државно ниво и имавме две полуфиналиња. Значи тоа мислам дека беше Никола Томовски освои турнир и Марко Димковски играше две финалиња на зелениот тенис. Колку сега моментално број членови тенискиот клуб? Во овој момент. Тенискиот клуб во овој момент брои околу од 25 до 30 членови, значи имаме. Работиме долу на новите спортски тениски терени. Сега имаме многу повеќе услови за разлика од почетокот, но кога ќе дојде периодот на есен, киши, зима, значи ние го губиме континуитетот на работа и преоѓаме во сала кај нас во гимназија, но тоа не е доволно за некои повисоки резултати, бидејќи подлогата не е таа што е официјална за играње на надпревари. Тука може да работиме повеќе технички елементи, но се губи континуитетот и мора да се оди во Скопје, да се прават некои спаринг мечеви за да се одржи формата на играчите. Бидејќи сезоната трае цела година, имаме и зимски турнири во Скопје на затворено во балони и тоа е еден од проблемите што не лимитираат за да направиме поголеми успеси во тенискиот спорт. Кажете ни, која е идеална возраст да почне едно мало дете да тренира тенис? Од која година? Кај нас во клубот и препорачано од ITF и од Светската тениска федерација, значи тоа е може да се почне уште од најрана возраст, од 4 години може да почне децата. Значи од 4 до 8 години тука тоа ние го викаме сега црвен тенис, мислам така е и стандардизирано. Црвен тенис од 8 до 9 години е портокалов тенис и од 9 до 10 години тоа е зелен тенис. Што значи боите во тенисот, мислам да објасниме поубаво. Црвен тенис значи играат со црвена топка со многу помали рекети, модифицирани за таа возраст.
Така. Порано тоа не бил, мислам сега е модерно во сите спортови да се модифицираат висина на кош, големина на топка за другите спортови. Тука конкретно мали рекечиња, големи топки што се многу полесни, што не скокаат како овие официјални што играат професионалците. Детето има многу повеќе контрола кога ќе дојде и значи влегува во тајните на тенисот многу побрзо за разлика од порано што бил. Потоа оди портокалов тенис, тоа топчето е малку помало и скока малку повеќе, значи таа прогресија се прати се до 11 година. Тоа е значи таа мини тенис програма, потоа почнуваат официјалните нормални регуларни правила играат децата. Со регуларни правила на нормални терени, со нормални топки, со нормални, мислам, рекети и таа транзиција од 4 години кога ќе се запише дете до почетокот на 12-ка ја поминува низ турнири кои ќе се многу блиску до него, до неговите моторички способности и влегуваат спремни за успеси. понатаму. Да. Сега да се вратиме на пливањето. Тука е Зоран Ивановски. Господин Ивановски, што дава пливањето на еден млад човек? Знаеме дека тоа е многу повеќе корисно за здравјето и така натаму. Вака, пливањето како една сеопфатна физичка активност, првенствено дава еден комплетен моторички развој кај една личност, без разлика дали станува збор за помлада или за повозрасна личност. Значи, тука станува збор за локомоторниот апарат, за дишните патишта, значи развојна од аспект на корективен аспект, развојна кај помалата генерација при појава на деформитети, при појава на некои, да кажеме, пречки во развојот. Така да, пливањето е како еден од сеопфатен спорт кој го фаќа целокупното тело и целокупниот развој на една личност. Значи, без разлика дали станува збор, пак ќе кажам, за млада или за некоја повозрасна личност. Сега сме сведоци во ова модерно време дека многу деца има деформитети и првиот совет од лекарите е пливајте за да го исправите телото. Па да, значи и пред многу време го имам кажано, секое време си носи свое бреме, така да денеска ова модернизација што е со овие мобилни телефони, компјутери, тие такви работи, дечињата се повеќе од помала возраст се насочуваат самите, значи не директно, него индиректно, таа некоја модернизација и популаризација на таа технологија, значи повеќе се вржани за телефон, за компјутери, се помалку се насочуваат кон една правилна физичка активност, еден правилен физички, па би рекол и психофизички развој. Развој, значи, умственото и физичкото развивање на една личност оди заеднички. Не може едно без друго, не може. Значи, тие се сеопфатни, тие одат во пакет. Така да, пливањето како еден од спортовите, сигурно е еден од најквалитетните и најдобрите спортови, поготово за развојна правилна функција на организмот кај една личност, а поготово за решавање на оние проблематики кои се јавуваат во помладата возраст. Значи, првим поаѓа од едно лошо држање на тело, каде што само мускулатурата е офатена како, да кажеме, еден дел од сегмент од телото, и потоа како поминува времето се офаќа лигаментите, значи коштениот дел и комплетниот локомоторен апарат, и тога доаѓа до една деформација на, да кажеме, поодини делови на телото, и пливањето како спорт е еден од најбитните, па можда и најбитните во таа проблематика за решавање на тие проблеми. Вие во клубот работите со оние најмали дечиња. Што ги прво советувате и нив и родителите кои ќе дојдат на првиот час во пливање? Па вака, јас како тренер во пливачкиот клуб Тумба, јас сум задолжен за оние најпочетните категории, значи најмалите дечиња. Тука имам дечиња од 4 годишна возраст па нагоре. Тоа се почетници дечиња кои воопшто немале допир, да кажеме, со пливање, тие такви работи. И тука треба да имаш трпение, значи со тие дечиња првостепено се надмине стравот кај тие дечиња, постепено да ги воведеш во еден циклус на работа, за да не дојде до некои несакани работи.
може кај детето да се јави страв, што викаме ние да се пресече, па да не сака да влезе во вода, значи треба една постапна и систематична работа со тие дечиња од најмала возраст, бидејќи тие се дојдени да научат да пливат и правилно да го развиваат своето тело. Така да, пак ќе кажам, тие дечиња се едно наше големо богатство и од најмалата возраст треба да почнат да се занимаваат со овој спорт, за да еден правилен развој да имат и психофизички и локомоторен. А која е таа најниска граница да почне дете Па да има, пливање? да кажеме, во мојата група има и од 4-4,5 година, 5 дечиња нагоре. Сега тоа е индивидуална работа. Некои дечиња побрзо се испуштаат, некои подоцна, али па ќе кажам, морате да имате трпение со тие дечиња, да им садите љубов кон пливањето и многу полесно ќе ги совладат сите препреки кои се на патот до она да научат да пливат. Откако ќе научат да пливат, потоа одат во понапредни групи, кај Никола, кај професор Далибор, и веќе натаму се подготвуваат за оние поврни пливачи кои треба некој ден да дадат и некои повисоки резултати на ова наше поднебје. Сега тука имаме еден шампион во студиото, Никола Трајановски. Никола, ова имаме само 4 медали, меѓутоа ти имаш уште многу трофеи. Како ти дојде на идеја да се занимава со пливањето? Дали на тебе влијае другарите, родителите? Кој те натера? Па, професорот Даливор и татко. Тие се како мотивација, ми служеа како мотивација, посебно татко ми. И тоа е тоа, кога почнав да се бавам сериозно од септември, сватив дека е убав спорт, дека и едноставно се заразив со него. Сега сум на митинзи, гледаме на државни првенства да земаме се поеќе медали. Не само Да јас и кажеме другите. дека ти имаш само 16 години, имаш овде кај овој да ги прокоментираме овие 4 трофеи. Кој е овој трофеј? Овде кај Скопје Open 2018, така пишува. Тоа е, мислам дека Орион Куп, односно митинг. Тоа е од Скопје Open, да. Да. Потоа има уште овде Тие други се- медали. Тука има од Орион, од Делфин Куп има, да? Да. Ево, од овие сите трофеи, кои ти се посебно драги? Може да извоиш некој? Златниот медал. Ова, Добро. 100 метри крал на државно училиште, односно училишен, на училишно ниво, Кај се одржа тоа? во Кумановскиот базен. Добро. Конкуренцијата беше ли силна? Беше. Од репрезентација имаше деца, моја генерација, малце Еве, пред постари. камера да го покажеш. Опа. Малце постари. И Добро, еве, кажи ни, како ти беше почетокот? И рече дека си имал подршка од Далибор професорот, од твоите родители. Што тие те советува најповеќе? па без работа нема постигнувања, нема успеси. Никола беше меѓу од сега овие членови што се прв член што пошол на пливање пред колку години Никола беше 2004 не 2006 2008 година мислам дека Никола прв пат појде на пливање. Тој беше 6 години тогаш мислам. Тогаш одевме во Скопје. Многу беше потешко, одевме 2 пати неделно, само сабота и недела, бидејќи тука немавме услови никакви. И се сеќавам, Никола во автобус беше најмалиот пливач и имаше енергија, потоа појде и неговиот брат, помлад, исто многу талентиран пливач, Марко Трајановски. И исто така во клубот имаме и доста Други сега млади. други талентирани, може за наредната емисија да доведеме уште некој да ги Значи, каже. почна како најмал еден од членови, најмили членови И со во работа клубовите, стигна, а да. сега со труд, со Да. работа, со вложено време, со вложена работа, дојде во една состојба да биде еден врвен пливач и пред него навистина предстои една блескава кариера пливач. Никола, што ти чувствуваш, еве толку години тренираш пливање, кои се твоите вака сознание, какви придобивки за твоето здравје даде пливањето? Па не знам, Се чувствуваш подобро? Се чувствувам подобро, немам никакви проблеми со рбетот, немам деформитети. Тоа е тоа, нема. Меѓутоа, еве сега сме сведоци дека твоите врсници, што рече професорот Ивановски, многу лаптопови, компјутери, деформитети и така натаму, еве, ти би ги советувал сите да дојде да пливаат, бидејќи тоа е многу здраво. Па секој спорт е здрав. Пливање, тенис, борички вештини,
Било што, само подалеку од телефони. Може би компјутерските монитори не штетат толку, али телефоните дефинитивно. Ивановски, што е клучно да едно дете стане успешен пливач како Никола? Значи, покрај работа, има туку многу финеси, правилно дишење, многу ангажман, труд и така натаму. Значи, за да станеш еден спортист, значи има многу компоненти и сегменти кои треба да бидат поврзани една со друга. Така да покрај оно што треба да има желба да се бавиш со спорт, значи прво и основно желба да се бавиш со спорт, без разлика дали ќе биде пливање, дали кошарка, тенис, фудбал, значи мора да има желба. Потоа талентот. Али талентот како талентот, ако не го подкрепиме со една систематска и долготрајна работа, не можеме да го искористиме во правилна мера. Сега, за да бидеме врвни спортисти, значи тука има одрекување од многу работи, излегување, дружење, има време нормално за се, али доколку сакаме да бидеме врвни спортисти, ќе мора некои работи да ги подредиме по некоја хиерархија, да кажеме кој ќе ни биде прво, второ, трето и така натаму, за да го постигнеме оној успех кој го очекуваме сите на крај крајава, дали ќе биде Никола, дали некој друг спортист ќе биде. Потоа правилната исхрана. Значи, еден од сегментите е правилна исхрана и спортски да живееме, значи, легнување во некои нормални сати, организмот мора да биде правилно одморен и правилно спремен за некои физички напрегања кои му предстојат на тренинг, на надпревар, значи имаме циклус на подготовки, надпреварски циклус и доколку организмот не се правилно храни, не се правилно одмара, не може да ги поднесе оние напори кои му следуваат и тогаш доаѓа до дисбаланс на оној енергетски потенцијал што го има организмот и она што се вика специјална подготовка за да доведе до еден врвен резултат. Меѓутоа, по тоа излегување се подразбира рано излегување и дома враќање, а сега сме сведоци дека млади излегуваат доцна, доаѓаат у 2, у 3 преку ноќ, спијат до 12 и тука нема резултати. Кај тебе, Никола, каков е примерот? Дали ти легнуваш на време и каква е твојата исхрана? Мојата исхрана е добра, значи строго пазена мојата исхрана. Спиењето е така и така за тинејџер од 15-16 години, али се трудам, посебно кога сме во припремен период за некој надпревар посериозен. Се трудам да легнувам како што треба и да станувам на време. Председателе, еве, имате еден шампион тука во нашето студио. Дали може од пливачкиот клуб Тумба да очекуваме нови шампиони како Никола? Имате ли таква визија ви е направено? Да, секако. Тоа е нашата една од многуте задачи што се поставени на клубот е и форсирање на професионалниот спорт и правење на добри пливачи за освојување на медали. Не е таа примарна, единствена. Прво ни е, како што кажавме, да ги извадиме децата од пред компјутери, овој седентарен начин на живот направи да има многу деформитети кај младата популација, нездрава, мислам, лоши навики и тоа ни е прва цел, да направиме една поголема маса на пливачи, од која ќе може подоцна со добра работа, да направиме и селекција на добра за подобри спортски резултати. Меѓутоа, вие како педагози, еве, постојано и сите тренери тоа го зборуваат, значи покрај тоа, еве, како Никола, како пример, не само што треба да биде добар пливач, треба да биде добар човек, добар ученик, се да биде склопено во една целина. Така е. Значи, тие се многу фактори има за да бидеш успешен спортист. Самиот спорт, кога ќе влезеш како Никола е многу посветен на, еве, може да го пофалиме, и живее спортски, кога ќе дојде на тренинг, значи Никола доаѓа половина час пред тренинг, прави загревање, кога треба да почне тренинг, он е подготвен веднаш да влезе. После тренинг останува половина час да се истегне. Значи, толку голема посветеност мора да даде резултат на било кој спортист во било кој спорт. Па еве, Никола е еден од шампионите, да се надеваме дека ќе има и нови шампиони во други спортови, а за тоа, господин Ивановски, потребни се училишти на превари во нашиот град. Мислам дека има некоја акција дека училишти на превари во Куманово ќе почнат во најскоро време, што е одлична
првична база за развој на нови млади таленти? Па вака, значи основа за успешен спорт е од долу, од база. Значи тоа се самите дечиња, односно учениците, започнувајќи од предшколска возраст па до поголема училишна возраст. Значи, тука ни е базата, тука ни е основата. Тие се фатени преку училишниот спорт. Значи, дечињата од најмала возраст до оние веќе што се поактивно занимаваат со спорт. Амбициите на нас, спортските работници, секогаш се да направиме нешто во интерес на спорт. Доколку не би постојали амбиции, не гледам ни некој поент или сврха да се бавиме со спорт, значи не треба да се плашиме да ги оствариме нашите амбиции. Ако настоиме да бидат остварени, тие секогаш ќе бидат остварени. Подоцна или порано ќе се остварат тие амбиции, али па ќе кажам, не треба да се плашиме. Сега има некоја новина ќе има во училишниот спорт. Значи ќе почне со еден турнирски, односно лига надпревари ќе биде за и основците и за средните училишта. Значи нема да има она класично општинско првенство, па зонско, меѓузонско. Значи сите надпревари ќе бидат вклучени оние лига системи. Тоа ќе се игра во сите сали во команда. Да, и тоа беше еден, да кажеме, од актите за да се формираат тие училишни спортски клубови на ниво на училиштата, и тие сите ќе земаат активно учество во тие лига надпревари. Да, на некој начин тука од квантитет ние ќе вадиме квалитет, потенцијални асови во ракомет, кошарка, мал фудбал и така натаму. Па и порано било така, али сега повторно се настои да заживее таа работа, значи повторно училишниот спорт и младата популација, ние педагозите, професорите по физичко, по спорт, да си го најдеме местото на ова поднебје, затоа што сите оние спортисти произлегле од тука, од кај нас, од училиштата. Так. И потоа се дистрибуираат по клубовите, зависно од она детето према што има афинитет, има амбиција со кој спорт да се занимава. Но пак ќе кажам, основата, базата е во училиштата. Така. И ние просветните работници се занимаваме со тие дечи и ние настојуваме да што подобро ги спремиме за она подоцнешна фаза кога ќе почне да се занимаваат активно со спорт. Никола, твоите планови какви се стануваш во Куманово, Македонија, бидејќи сега овие резултати може да те натера да заминеш од овдека? Па што знам. Не верувам дека ќе одам некаде, али ако има шанса може. Да, тоа е нормален процес. Димковски, еве ние сега сме сведоци на многу успешни резултати еве на нашите спортисти, Никола е еден од таков. Меѓутоа, тенисот во последно време доживува една вистинска експанзија во светски рамки. Гледам една голема доминација на една тројка во светот. Како е твојот коментар? Дали овие млади тенисери кај вас им пуштате видео снимки како играат овие асови, да им даете мотив повеќе да работат уште поинтензивно? Да, секако, значи Како да го објасниме тој феномен на еве на Федерер, на Надал, на Ѓоковиќ, на Маре? Што се случува? добро, сега може да се каже дека тие се сега во врвот. Во врвот, пикот на кариерата. Значи толку работа, посветеност од целиот живот во тенис мора да даде резултати. А исто така гледаме и млади тенисери кои ќе направат од време на време по некое изненадување и баш зборуваме еве новиот шампион, значи тоа не е само техничко, тактичка, физичка припрема. Тука компетенцијата е многу поопширна. Искуството е многу битно. Затоа ова тројка што ја спомнавте го има искуството. Да, доминира со големи, да. Сега моментално е Ѓоковиќ, еве се врати малку, но никој не може да тврди колку ќе биде, пошто е Надал иде следниот, Федерер во овие години, значи Маре може да се очекуваме и од Маре, бидејќи кога бил прв, направил толку добри резултати, мора да дојде имаше и операција и се. Тоа е многу битно. Значи и психолошкиот фактор е во тенисот посебно многу битен. Треба сите коцки да се склопат, нормално и стручниот тим. Еве, може да кажеме кај нас на пример, многу битно и обучување на професори, на тренери за тенис, за пливање, мора да посетуваат семинари. Сега има доста модерни семинари кај што може да се отиде да се научи доста многу. Еве, на пример, од нашиот клуб
Има 4 професори кои посетиле ITF, тоа се меѓународни семинари, доаѓаат од страна. За левел 1 има јас, левел 1 јас Далибор Димковски, Маријан Томовски, Тијана Петровска и Игор Попглигоров, професор Цуле. За левел 2 јас сега бев со Маријан. Тоа е за напредни играчи, очекуваме резултати. Тоа се курсеви кои трајат по 122 часа, отприлике се таму направени. По еден месец одиме секој ден на доаѓа сега од Словенија и од Хрватска, од ITF представници, и држевме тука обука на овие наши репрезентативци, со нив држевме часови, ја тестира нашата способност играчка, држевме индивидуални, групни часови, имавме предавања, значи тоа е нешто основата која треба секој клуб да вложи прво во тренерите, за да може да потоа од овие деца да со добра работа да излечеме максимум. Еве во тенисот на пример со најмладите категории професор Игор Попглигоров работи од почеток, тој мини тенис го викаме ние, значи до 10-та година ги држи тренинзите и еве веќе мора да очекуваме некои деца, сега да не ги набројуваме, има доста деца во Куманово што прошле кај него и сега ќе дојдат на 11-12 и веќе очекуваме резултати на државно ниво. Ивановски, еве, во последните истражувања покажува дека кај голем број на деца во Република Македонија има страшни деформитети, неверојатни, и на некој начин во јавноста се наметнува едно прашање дали треба да има повеќе часови на физичко образование во нашите училишта. Во Шведска, во Унгарија, секој ден има физичко образование во училиштата. Кој е твојот став? Мојот став е да. Значи, од една проста причина, што само преку физичка активност можеме да ги спречиме тие проблеми што се јавуваат. Пак ќе кажам, дали се работи за помала, повозрастна, старосна категорија на млада популација, значи, физичката активност како активност, покрај тоа што делува, пак ќе кажам, на локомоторниот апарат, делува на психофизичкиот развој кај една млада популација. Дечињата се преоптеретени, значи одат на училиште, курсеви, странски јазици и така натаму, и се помалку имат време за спортска активност. Порано ние кога бевме помали, повеќе имавме време за она класично играње на улица, што сега многу малку се игра дечињата на улица. Значи нема, порано сме играле криенка, джамли, значи сега она, да кажеме, она мала популација веќе и да не се игра со тие, не ни знаат како се вика тие игри што ние сме ги порано играли. Значи ние сме многу повеќе биле активни во таа нивна возраст отколку сега што се тие. И не треба да ги оптеретуваме дечињата со водење по разни курсеви, едноставно да ги оставиме да порастат, да созрят и сами да пројават интерес кога ќе сакат со нека активност да се бават. Значи тоа е многу битно во таа помала возраст кај дечињата. Да ги оставиме. Има еден пример на мој пријател, вика моето дете на ракомет, на балет, на англиски, на германски, на француски, на школо, 7 активности во текот на денот, нема шанса да стигне. Значи тоа е што кажа колега Далибор, тоа е да кажеме премногу активно за едно мало дете. Каде е детството него? Па сака со другарче ни излезе да се игра, да излезе да возат велосипед и така натаму. Значи, пак ќе кажам, не треба ни премногу децата да бидат оптеретени. Значи, треба детето само да пројави интерес, а ние како родители да ги насочуваме на било каква спортска активност за да е нивниот правилен психофизички развој. Ако зборуваме за она воведување на уште некој час во основните и средните училишта, ќе кажам да, треба. Значи, вие што спомнате во овие скандинавски земји во Западна Европа, значи имаме таму поголем број на таму е направена некоја проценка дека треба. Али таму има направена инфраструктура, значи има основа за да се реализира тие сите спортски целини. Ние мора да направиме, да кажеме, основа, база, но од друга страна мора да имаме инфраструктура, објекти, сали, каде спортски терени, каде ќе ги насочуваме тие дечиња. Пак ќе кажам, спортот произлегува од кај нас, од училиштата.
Значи ние сме база, треба се вложува во училиштниот спорт, треба се вложува во тие млади дечиња, во таа млада популација, ако сакаме да имаме врвен спорт. Значи имаме прекрасни резултати во помлади категории и подоцна резултатите се губат. Значи треба да има една систематска работа, преот од помала кон поголема возраст и да ние како предметни професори по спорт, по физичко, да си го најдеме местото во овие спортски клубови, да работиме, сепак сме обучени за работа со тие дечиња. И пак ќе кажам, да, 100 пати да, за 3-4 часа, еве сега треба да се воведи во овие по-нижите паралелки, треба да се воведе час по физичко, како што има час по англиски, па предметен професор да држи настава по физичко кај помалата, пошто тука се јавуваат оние почетни проблеми, дисбаланс и појавување на деформитети. Значи тука ние кога ќе воведеме стручен кадар да физичко го држи професор по спорт, по физичко, може би нема да се јавуваат толку тие проблеми кога од најмала возраст ги насочуваме децата кон спорт и правилен развој и правилно користење на спортот. Не само спорт ради спорт да каже еве Зоран се бави со спорт, него правилно треба да се користи и да го работиме оно што го Меѓутоа се случува, еве, има примери, денешните деца едноставно наоѓаат изговор, денеска не ми се вежба, сум легнал у 2, у 3 и не сака да оде на час по физичко образование. Тоа е исто така голем проблем. Проблем, да. И секогаш родителите велат, јас ќе те оправдам да не вежбаш и така натаму. Еден од најгорливите проблеми е секогаш им кажувам на учениците, значи оние што имаат афинитет за некој спорт, тие сами ќе си го пројават и сами ќе се бават, дали атлетика, дали пливање, дали фудбал, дали кошарка. Часот по физичко, порано се викаше час на физичко и здравствено воспитание во основните училишта, значи треба да го користат во функција на нивното здравје. 3 пати неделно да си посветат внимание на самите нив. Значи да се подготват за сите оние обврски што им следуваат во наредниот период. А тоа ќе го направат преку една добра физичка активност. Еве, на часовите по физичко, нека малку повежбаат, да бидат прикладно спортски облечени и едноставно си посветат 3 пати неделно внимание на самите нив, на нивниот организам, на нивното тело, едноставно кажано на нивното здравје. Димковски, кој е твојот став? Дали сметаш дека ти треба да има 5 часа секој ден физичко образование во нашата држава? Многуми не сметаат дека тоа ќе придонесе за многу подобро здравје на сите ученици. Да, се сложувам. Со професорот 100%. Сите, што споменавте овие држави, што ги споменавте, сите воведоа по повеќе часови, сигурно од некои истражување што ги направиле. Так. И кај нас мора тоа да се воведе, тоа се зборува веќе јас како се запослив пред 15 години, се зборува дека ќе се воведе и од прво деление професор по спорт по физичко да предава, со тоа што ќе вовлечеме многу повеќе деца, ќе ги заинтересираме за спортот, ќе направиме една поголема маса, од која маса утре ќе има бенефити самата држава. Нормално, ќе имаме од голема маса се прави добра селекција за сите спортови. Кажи ни, како еден родител да го насочи своето дете при изборот на потенцијалниот спорт? Дали треба, се случува, ти мора да бидеш фудбалер, ти мора да бидеш кошаркар, тоа може да прави контраефект. Така е, значи, денеска многу почесто, пошто јас имам искуство многу со родители, во овие два спорта, многу желбата е поголема на родителот што да тренира детето отколку на детето. Значи тоа е грешка во старт. Така е. Ја мислам дека детето само ќе изјави желба за кој спорт сака. Сега тука многу е битен тој триаголник што го зборуваме сите модерен родител, дете и тренер, професор. Како што имавме со Никола, со дек и татко му. Значи, стварно е тој процес е многу посложен и денеска децата не одат сами на тренинг. Денеска сите деца доаѓаат со родители. Они ги возат, мора да ги земат, ако не ги земат, значи тој процес од една година. Значи Никола кажа дека е заразен со пливање. Тоа беше во почеток така, со родител, со едно друго. Сега Никола сам доаѓа пешки, значи тој процес трае година дена,
ако детето стварно покаже некоја желба и афинитет спрема тој спорт, тогаш вратите се отворени, еве ние како тренери работиме, даваме се од себе, он дава 100% и децата сите што ќе дојдат дават 100% и тоа е един клучот за успех. Значи во почетокот за жал денеска мора родителите, ние кога бевме деца нас не водеа никој родител. Сами одевме 2 пати пешки на тренинг. 10 години јас знам кога сум почнал да тренирам, кошарка тренирам. 2 пати дневно сум одел пешки и во училиште и 2 пати во сала. Мој не ни знае што тренираме, а денеска е обратен случај и затоа тој мора да се издржи, детето само да го избира спортот, родителите и тренерите да бидат мотиватори и нормално дека треба да се сака нешто што сака. И јас можда најдам сега изговор за нешто, ако не сакам некоја работа да ја завршам, ќе најдам некој изговор, нема да и детето може да најде изговор денеска, не можам да одам на тренинг, ме боли глава или што ја знам таму. Значи, не треба да бараме изговор како да не ја завршиме, треба да бараме изговор како да ја завршиме таа работа. Значи, тука ние зборуваме за спорт. Да, али тука имаме и рекреативен спорт. Значи, доколку детето не сака да се бави активно со некој спорт, не мора да игра фудбал или ракомет. Едноставно нека излезе во природа, нека оди, нека трча, нека фрла камчиња, нека скока, значи да има било каква физичка активност која ќе му помогне во неговиот развој. Значи ние не да не зборуваме сега, па да кажеме сите морате да бидете и кошаркари, фудбалери, и пливачи. Едноставно да се насочуваат на било каква физичка активност која ќе помогне во нивниот психофизички и Исто така се извинувам, исто голема улога за избор на кој спорт детето ќе се одлучи за кој спорт е и идолите. Значи, да. За жал кај нас сега, добро, имаме прва лига, кошарка, нешто. Децата немаат идол. Кога ќе има идол, еве, например, да земеме соседната Србија. Значи, мотивација е они почнуваат од тоа, сите почнуваат да играат спорт, например, додат на тенис за Ѓоковиќ во Србија, кошаркарска репрезентација за кошарка, добро, они се многу понапред, али влажуваат во оној училишен спорт, значи кај помладата. Има овакви, не знам, школски игри, па имаат универзитетски игри, па многу вложуваат во училишниот спорт. И еден апел до сите кои го сакаат спортот, до сите влюбеници, нека вложуваат во малите категории. Тука е базата на спортот. Значи ние сите сакаме да вложиме во врвниот спорт. Мора да има... А врвен спорт без основа, без база не можеме да имаме. Значи мора да вложуваме. Господин Ивановски, имаме тука еден проблем, еве Никола може да кажеме врвен спортиста, но оние деца кога доаѓаат кај вас со првична состојба, со екстремна дебелина, тоа е на некој начин болест на ова модерно време. Што ви би советувале на тие родители кога ќе го донесе детето со екстремна дебелина? Кои се вашите совети? Мора да има контрола на дечињата што јадат. Не можеме да ги ставиме дечињата да јадат нон-стоп чипсови, смоки, хамбургери, тостови, значи некоја нездрава храна која конзумираат секој ден. И газирани пијалоци, кока-кола, фанта, сите тие се сладки, убави на прв поглед. Но ако прекомерно ги користиме, доаѓа до некоја неизбалансирана состојба во организмот и доаѓа до некоја прекомерна гојасност, да кажеме, која многу побрзо влегуваме во фаза на некоја позголемена телешна тежина, отколку да ја вратиме подоса во некоја нормала. Имаме тука други здравствени проблеми кои се јавуваат, пак ќе кажам деформитети, па нарушување поголема тежина во однос на она што може мускулатурата и коска некој детенце да издржи, па се јавуваат проблеми при движење и така, значи да не навлегуваме сега во некоја проблематика за која има многу постручни личности кои би требале да говорат на таа проблематика, али мислам дека пак повторно треба да се внимава на исхраната и што јадат дечињата и да јадат разноврска и корисна исхрана и сега колегата... Што најмногу вие работите по физичко образование, на еден час посветувате внимание кога ќе работите со учениците. Како изгледа ваш час? Имате програма кошарка. Значи првостепено да им се обрне внимание на сите оној подготвителен вовен дел каде што се работат вежби за оформување на тело. Значи 15-20 минути деца да излешат, да се воведат во работа каде што фатене целокупната мускулатура на
ученикот. Така. Да направи некои стомачни, грбни, некој склекче, направи да ја зајакне мускулатурата која подоцна ќе му е потребна за правилно држање на телото, да не дојде до оние несакани последици и на крај нешто да научи од областа на атлетика, гимнастика, кошарка, одбојка, да види дека тоа не се некои недостатни работи за нив. Гледаме сега гимнастика, таму се врти, прави салта, можда не може салта, ама колут напред ќе научи. Може би не може да стои на вратило, ама ќе проба со асистенција на раце да застане. Може би нема да биде кошаркар, ама ќе научи да фрла на кош. Значи тоа се некои работи кои треба да осознаат од поедини спортови, да имат некое од општа култура, да имат некои познавања утре кога ќе гледат на телевизија, да знаат што гледат. А господине Димковски, да го поздравиме и вашиот тренер кој не дојде од оправдани причини, Глигоров, инаку огромен фан на Федерер. Кумановски Федерер, да, така. Роже. Од глава до петици, и опрема, и да, Вигор Кога ќе Подвигорове, разговараме значи, со да. него, он вели Федерер е неприкосновен, Федерер е ваков, Федерер онаков, го фали. Така е, уште денеска така зборува за него, но Тој работи во вашиот клуб. да, така е. Фан на Федерер, фан на тенискиот спорт од секогаш. Јас мислам дека нема поголем влюбеник во тенискиот спорт. Да. Одлично го познава, прати, но мислам дека 100% целиот ден е поврзан со тенис. Значи, негов идол е Федерер, но сега Еви Ѓоковиќ малку Да, му влегува засака под кожа. Никола, еве, заборавате да прашам дали потекнуваш од спортско семејство, да немате твојот татко да не се занимава со некој спорт? Се занимаваше со кошарка, играше за Куманово во тоа време, Добро. но деформација на колено и престана на порана возраст, мислам. И сега го Дејан наследувам Трајановски, јас. да. Дејан Трајановски, да. Многу е важно еве ти да испратиш една порака до твоите другарчиња од ова место, да кажеш што значи спортот за секој млад човек. Тоа е голема придобивка за здравието на сите генерации кои треба да се занимаваат со спортот. Голема придобивка е, како прво спортот не само што го развива телото, туку учи и на дисциплина, учи и на, да кажам, понашање и има многу придобивки од било какви спортови. Да. Еве Ивановски, при крајот сме на овој наш разговор. Во салата имаме надпревари, меѓутоа некако ни изгасна оној надвор турнир во кошарка, во мал фудбал. Ние сме израстали на асфалт, што се вели. Мора и тоа да го заживееме. Па да, значи факт е дека, пак ќе кажам, се запоставува оној спортот по малите. Така наречен по наводници уличен. Да, уличен спорт. Да. Значи се да почне преку една игра. Значи тоа првостепено треба дечињата да ги вратиме, да ги научиме да се играат. Па да, мора да има И таа после- природна дружба. Еве сега кога ќе седнете Значи, во да ги кафуле, гледате, Така, не разговараат така. со И, телефони, пораки, едно значи друго. да научат првенствено да се играат и постепено да се воведуваат во некоја физичка активност. На времето имаше ред и дисциплина. Значи без работа, без ред и без дисциплина не може да се постигне успех. Може да сакам нешто, ама ако не работам, не сум дисциплиниран, не тренирам, џабе Да, тоа го мојата велеше и желба. твојот покоен татко Да. Страши Ивановски, кој беше голем фудбалски работник и велеше работа, ред, дисциплина Да. дава добар фудбалер. Тачно е. Тоа е, мислам, тоа е една база и основа за да бидеш врвен спортист. Доколку својот потенцијал, талент не го искористиш преку работа, која е проследена со дисциплина и време на тренизи, преку ноќ ништо. Ни ние преку ноќ не сме станале луѓе. Требало период од 9 месеци да станеме луѓе. Значи, си бара време, си бара труд и, пак ќе кажам, дисциплина за да направиме некој спортист, али пак ќе кажам, покрај желбата мора да има рад и дисциплина. И морам, еве, да кажам, пошто јас индиректно сум вработен кај колегата Далибор во пливачкиот клуб Тумба. Директно. Директно. Мислам, на вистина е големо задоволство да се работи со еден таков ентузијаст, кој започна и со тенис, меѓу првите започна со пливање уште пред
можда десетини повеќе години во Скопје кога немавме затворен 2004 базен, година. значи ги водеше дечињата, јас сум сведок на тоа и можам слободно да кажам дека еден од најпосветените и најстудиозните, да кажеме, спортски работници кои навистина вложува и во самиот себе, и во клубот, и во дечињата и се надам дека заедно ќе успееме, мислам јас, заедно со него ќе успеем да направиме На шампиони како Никола Никола Трајановски. Никола почна да станува шампион и се надам дека ќе биде вистински шампион едно време. Така е, како што кажа професорот, и јас да се надоврзам, еден човек не може да направи се, мора да има тим. Еве, гледаме цел сите, тим, на така. пример, и во тенис, и во пливање. Тоа е индивидуален спорт, еден спортист, а има 10 во тимот. Така ли? Значи има нутриционисти, има за физичка припрема за еве од минатата година овие дечиња што тренираат малку повеќе, поозбилно, работеа и малку со професорот, наш колега, мислам, Филип Колевски, атлетичарот, исто работеа, го ангажиравме малку на физичката припрема. Не може да постигнеме ние се. Едноставно не сме работиме ние тие што по-специфично за тенис, за пливање. Там оди Никола и уште 5-6 деца одеа за физичка припрема и сакам да кажам дека стварно мора да има еден тим. Еве, исхраната е многу битна денеска за да се склопи еден добар спортист. Значи не сме ние тие што најмногу знаеме се. Ние сме само основа и сега сите тие работи треба да ги вржеме, што кажа пред Така е, малку да. колегата Даливор, значи оној мозаик да го склопиме. Значи има стручњакови за физичка подготовка, за исхрана, значи има луѓе кои веќе го измислиле тоа, го направиле, само треба да го земеш, да го сложиш, мозаикот да го направиш и едноставно да направиш добар резултат. Да. Ако ги нема сите тие компоненти, ако не се врзани една со друга. Значи, Во секој случај, еве, благодарам, скоро еден час разговараме, поопширна тема офативме. Ви благодарам за гостувањето и да се надеваме дека Куманово ќе добие нови шампиони не само во пливање, во другите спортови, бидејќи знаеме дека Куманово е градот на спортот, Куманово дало многу врвни асови и посакуваме така да биде. Па еве вака и јас во мој би ви се заблагодарил на вас како спортски новинари водител, еден од првенците во Куманово, значи како спортска делатност. Секогаш наоѓате време и вие и вашата куќа наоѓате време за вклучување на спортските работници, иницирате спортски теми, нон-стоп гледаме на телевизија дали ќе биде од ракомет, фудбал, атлетика, значи секога сте присутни на овие наши спортски збиднувања и една благодарност до вас и секогаш сте спремни за соработка со вашата куќа и со вас како Така. спортски новинар. Никола, многу поздрав до вашиот татко Дејан Димковски. Како председател ќе имате многу работа, меѓутоа ќе успеете, јас се надевам. Јас се надевам и мислам дека со една заедничка работа со вас, од ваша страна, и ние како професори и тренери во клубовите ќе допринесеме еве во наредните години да извадиме некои шампиони од Куманово, не само во тенис и пливање, туку и во другите спортови, сите. Така. И уште Толку една благодарам порака за сите, значи тргајте ги дечињата од мобилни телефони, од компјутери, од лаптопови, насочувајте ги на физичка активност, тоа ќе им треба во подоцнежните години. Благодарам, тоа беше сета денеска, имате пријатен ден со нашата програма.